Благодарам, председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Како одговорна власт, ние континуирано продолжуваме да работиме на мерки и политики кои имаат за цел да обезбедат реални економски раст и раст на платите во сите сектори. Бројни параметри покажуваат дека економијата е активна и успешна и оди во добар правец. Потврда за тоа е податокот дека оваа година имаме последователно 2 квартали поред раст на БДП и тоа над 3%. Ова ја потврдува успешноста на нашата економија, на економските мерки кои даваат реални резултати. Со ребалансот на буџетот во 2019 година 400 милиони денари се обезбедени за субвенционирање на придонесите од задолжителното социјално осигурување за предпријатијата кои ќе ги зголемат платите на своите вработени до 100 евра, односно 6000 денари. Трендот на раст на платите продолжува и натаму. Просечната месечна нето плата во првото полугодие на 2019 година е повисока за 3,5%. Повеќе од септември, веќе знаеме дека од септември, септемвриската плата е зголемена за 5% на целата јавна администрација, во здравството, во образованието, во градинките, во полицијата, културата, одбраната, судството. Покрај повисоките плати, обезбедуваме и поголема поддршка за отварање нови работни места. За таа цел со ребалансот обезбедени се дополнителни 200 милиони денари за активните политики и мерки за поддршка на вработувањето. Значи, отворањето на нови и подобро платени работни места ја намалија невработеноста на рекордни ниски 17,8%. Градиме економија која што отвара шанси за сите. И како континуирана мерка, една од важните мерки беше мерката за подигнување на минималната плата. Со овој предлог закон за кој што сега дискутираме, ние всушност се усогласуваме со она со што како политика уште од почетокот и пред парламентарните избори настапивме. Согласно начинот на усвојување на минималната плата, истата од април 2019 година изнесува 12.507 денари во нето износ. Покрај тоа, со законот се обезбедува и финансиска поддршка на работодавачите кои исплатуваат плата во повисок износ од минималната плата. Овој вид на поддршка е предвидено да се обезбедува до крајот на 2019 година. Со цел да се стимулира зголемувањето на платите на вработените во приватниот сектор, преку финансиска поддршка на работодавачите, за кои ќе се изврши зголемување на платата на вработените, се наметна потребата и се предложи законско регулирање на мерка за субвенционирање на придонеси, како што спомнав, од задолжителното социјално осигурување како финансиска поддршка од буџетот на Република Северна Македонија. Имајќи предвид дека преку предложениот закон за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување ќе се создадат услови за зголемување на платите на вработените, се создаваат и услови за зголемување на минималната плата, поради што е потребно да се извршат измени и дополнувања на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија, како и усогласување со законите на инспекцијскиот надзор и Законот за прекршоци. Би сакала да дадам едно појаснување за граѓаните во што се состојат измените на овој предлог Закон за минимална плата. Со членот 1 се менува членот 4 поради тоа што со предложениот закон се утврдува висината на минималната плата од месец декември 2019, кој ќе важи заклучно со март 2020 година. Со цел во март 2020 година, со примена на системското решение за усогласување на минималната плата, согласно утврдените критериуми за законот, ќе дојдеме, се надевам, дека и до посакуваната 16.000 денари минимална плата. Со членот 2 се врши усогласување на инспекцијскиот надзор
Во случај на повторен прекршок на неисплатена минимална плата, со што се предвидува забрана за работа на работодавачот и се уредува жалбената постапка против донесеното решение за забрана за работа. Со членот 3 се врши усогласување со Законот за инспекцијски надзор во делот на претходната постапка со изрекување на опомена за сторениот прекршок, начинот на издавање на прекршочен платен налог за сторен прекршок, како и жалбената постапка во однос на донесените решенија како инспекцијска мерка за изречена опомена или дадена наредба. Со членот 4 се врши согласување на досегашните глоби за сторен прекршок согласно овој закон со новиот закон за прекршоци за микро и мали работодавачи, средни и големи работодавачи, како и одредување на глоба за истиот прекршок на одговорно лице во правното лице, работодавачот, физичко лице и службено лице. Како што гледате, се е добро обмислено, иако законот оди по скратена постапка, сите аспекти кои што ги тангираат и изголемувањето на минималната плата, исплатата и непочитувањето на овој закон се предвидени, но да напомениме дека одиме прво со записник и предупредување. Не одиме директно со глоби, а глобите, како што е напоменато во самиот закон, се навистина доста многу помали и се регулирани по скалила зависно од тоа колкаво е предпријатието. Да резимирам, на почетокот на нашиот мандат донесовме закон за минимална плата со кој се утврди минимална плата еднаква за сите вработени во сите дејности. Јас би подсетила дека до тогаш не сите дејности имаа иста плата. Во текстилната, кожарската, чевларската индустрија минималната плата беше помала од 9000 денари. Подоцна, по природен пат, со раст на економијата и според статистичките параметри, минималната плата стана 12.507 денари. Сега предложуваме ново покачување на минималната плата од 14.500 денари, кој ќе важи од декември 2019 заклучно со март 2020, кога очекуваме да имаме законско усогласување и, како што напоменат, вака како што сме тргнале, ќе дојдеме и до платата која што ја ветивме во нашата предизборна кампања, до минимална плата од 16.000 денари. Тоа на нашата опозиција, односно на ВМРО ДПМН, не им одговара, затоа што тие беа научени 11 години да ги делат и вработените и работниците, да ги деградираат во секој поглед, а парите да ги даваат за непродуктивни работи, како што беа Скопје 2014, жални врби и сушените палми од 500.000 евра. А профитот им доаѓаше директно во тие што се во врхушката од Белата палата. Затоа таквата политика на 12 април ќе биде поразена и еднаш за секогаш оваа матрица на ВМРО ДПМН ќе биде испратена во историјата таму каде што заслужува. СДСМ ја води државата во вистинска насока. Во насока на демократија, просперитет и евроатлантска интеграција. Ја води на прав пат, а и како што слушнавме веќе колегите, за да се додворат до граѓаните на кои што допред известно време, допред 2,5 години, воопшто не ги перципираа колкава им е платата, сега ќе се приклучат и кажуваат дека и тие ќе гласаат за овој предлог закон за минимална плата. Значи, почитувани колеги, почнете и вие да го чекорите правиот пат. Има место за сите добронамерници, за да извадиме државата и да ги насочиме граѓаните во подобро утре. Ви благодарам.